Добар ден, почитувани, стартува најновата Телма амбуланта. Хормоните на тироидната, односно штитната жлезда, влијаат врз работата на секоја клетка во организмот. За оваа многу важна жлезда со специфичен изглед, како пеперутка, која се наоѓа во предниот дел на вратот, денеска зборуваме со доктор Танер Хасан, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по ендокринологија од Градската општа болница 8 септември. Докторе, добре ни дојдовте. Добро ве најдов, фала ви за поканата. Расте бројот на лица кои што страдаат од некакво нарушување на тироидната жлезда секаде во светот. Дали ова болест почесто се јавува во кај одредена старосна група или пак е карактеристична за секоја возраст? Така како што рековте и вие, оваа болест е многу распространета во целиот свет и можеме да кажеме дека се работи за еден друг вид на пандемија, исто како ковидот што е пандемија, можеме да кажеме и тироидните болести, посебно кај женската популација е многу распространета. Најчесто има ако правиме полово расстройство, тука гледаме дека има кај женската популација има повеќе, застапеноста е многу повисока кај нив во споредба со машката популација, а истовремено кај млади лица, односно во возраст од втората до трета и до некаде до четврта декада од животот, повеќе се среќава оваа болест. Меѓутоа не е малку ни кај пациенти со повозрасната популација, например пациенти над пета декада, и кај нив се среќа, меѓутоа најчесто е кај помладата популација. Во Македонија е исто така голем бројот на луѓето кои што страдаат од оваа болест. Вела дека сме подрачје во кое што често се јавуваат болестите на тироидната жлезда. Има ли науката објаснување зошто е тоа така? Да, Македонија се смета како ендемско подрачје, посебно Полошкиот регион во Македонија. Тоа настанува ради недостатокот на јодот во оваа територија на Македонија, во Полошкиот регион. Меѓутоа сега, според најновите препораки на Светската здравствена организација, сите држави мора да ги снабдуваат својата популација со јод, а тоа се прави преку додавање на јодот во различни хранливи продукти, како што е, например, солта, пошто солта, готварскиот сол, кој што најчесто се користи во секое семејство и таму се додава еден одредено количество на јод и според тоа веќе нема недостаток во Македонија и во другите држави во светот. Меѓутоа, до 80-тите години овој недостаток многу се приметувало и во Македонија, и во опширно, и во Балканот, и во светот исто така. И најголема причина е недостатокот на јодот. Меѓутоа и автоимуните болести, генетските пореметување знаат да предизвикуваат тироидни заболувања, како што е хипотироидизам, најчесто кај жениве. Значи, двете овие причини се најголемите причини што предизвикуваат тироидно заболување. Значи, треба да внимаваме секогаш кога купуваме сол, таа да биде јодирана. Да, бидејќи има сега различни форми на сол, на некој не е наведено дека се јодирани, што значи тоа да не ги купиме, значи, да не ги здравите луѓе треба да користат сол со јод, меѓутоа тие што имаат веќе тироидно заболување, тие делот нив не треба да користат јодиран сол, така да, пошто и прекумерно внесување на јодот наштетува на тироидната жлезда, затоа тие количини треба добро да се внимаваат и да се балансира, да биде количината во референтни граници, и прекумерно земање и помало земање е штетно за тироидната жлезда. Во текот на емисијата детално тоа ќе го разработиме. Сега да преминеме на намалената функција на тироидната жлезда. Споминавте дека таа е исклучително честа, особено кај жените. Да. Што ја предизвикува освен автоимуните болести и, да речеме, недостатокот од јод? Дали можеби некои лекови кои што ги примаме може да ни ја намалат успоред функцијата на тироидната жлезда? Може ли храната да го направи тоа? Некои токсини од околината? Да, може. Тоа ретко се среќава, меѓутоа се среќава. Некојаш гледаме и во нашава секојдневна пракса во амбулантските прегледи кај пациентиве, некојаш имаме такви пациенти кај што е тироидното заболување е провоцирано од страна на други лекарства или од исраната нешто, посебно тие хранливи продукти што содржат многу јод, например како што е оревот, лешниците,
морските плодови, тие имаат големи количини на јод и прекумерно ако се јаде и секој ден ако се конзумираат овие хранливи продукти, може да наштети на тироидната жлезда, а тоа е причината е самиот јод, големата концентрација на јодот што се внесува. Исто така некои лекарства, посебно што се користат во кардиоваскуларните центри за кардиоваскуларни болести на пациентиве, посебно за аритмии, како што е амиодаронот, посебно пошто дел од овие лекарства за тахикардии, за пореметување на ритмот на срцето, се користат овие лекови, тие содржат големи количини на јод, а знаеме дека положивотот на јодот е доста долг и може да трае околу 2 месеци. И затоа, ако пациентот ради други причини ги зема овие лекови и подолг временски период, кај нив треба да бидеме внимателни и да проверуваме тироидните функции и пред да се започне со ова терапија да се проверат базалните вредности на тироидната жлезда, дали пациентот може да ги користи овие лекови или не. Ако претhodно има тироидно заболување, ваквите лекови треба да се избегнуваат ако нема некоја контраиндикација. Исто така треба да внимаваме и за методи како што е на пример компјутерска томографија, магнетна резонанца. Дел од овие испитувања што се прават кај пациентиве се прават со користење на контрастни средства и тие контрастни средства исто така содржат големи количини на јод и тоа може да наштети. Претhodно ние секогаш им препорачуваме на пациентиве, тие што ги знаеме, што ги водиме, што имаат тироидно заболување, ако случајно одат да се снимаат за некаква друга причина, да го опоменат докторот дека имаат тироидно заболување и да се користи контраст што не содржува јод. Значи има алтернатива дури и за тоа? Да, има алтернатива и за тоа. На тоа треба најчесто да се внимава и посебно тоа овие првите две причини што ги наброив, тие се најчести. Тие се клучните всушност. всушност. Клучните причини. А како се чувствуваат пациентите кои што имаат намалена функција на тироидната жлезда? Дали веднаш можат да ги забележат промените што се одвиваат во нивниот организам? Да, Симптомите брзо ли се развиваат? Не, симптомите полека, постепено се развиваат. Многу ретки случаи има кај што добиваме симптоми за ден-два, кај пациентот, тоа повеќе во тироидни токсикации, односно хипертироидизам, кај што има напад на различни симптоми што се создаваат одма првиот или вториот ден на болеста. Меѓутоа во хипотироидизмот, кога се работи за намалена функција на тироидната жлезда, симптомите настануваат постепено. Меѓу најчестите симптоми од што се жалат пациентиве е заморот, малаксаноста, немање на волја за живење, некои депресивни, депресивен мод. Исто така, дел од овие пациенти, посебно жените, се жалат од репродуктивни проблеми кај нив, пореметување на менструалните циклуси, некој дел од младиве жени што планираат бременост, кај нив може да има проблеми. Најчесто доаѓаат поради овие причини, па ние после тоа при правење на испитување секундарно дознаваме дека се работи за пореметување на тироидните хормони кај овие пациенти. Исто така од кардиоваскуларни симптоми може да имаат пациенти, може да се работи за тахикардија, срцебиње или обратно намалување на пулсот кај пациентиве. Некои да имаат хипертензија, кој што без причина не може да се открива причината што е за хипертензија, може да биде причината самата тироидната жлезда. Најчесто од овие причини доаѓаат пациентиве. И според тоа, опаѓање на коса, и тоа треба да напоменам, многу често имаме пациенти што доаѓаат, што се жалат од опаѓање на косата, и дел од пациентите исто така, мал дел се тие на жениве што се жалат од влакнавост во низ телото, и така да при правење на анализи за кај овие пациенти се дознава проблемот со тироидната жлезда. Чувствуваат ли зголемен умор? Умор има, да. Умор имаат пациентиве доста, посебно ако се работи за хипотироидизам, кај што има намалување на функцијата на тироидната жлезда и недостаток на тироксинот, тоа е основниот хормон на тироидната жлезда. Овие пациенти многу се жалат и обично објаснуваат дека не може да пешачат ни 100 метри, дека одма чувствуваат умор и треба да застанат, да се одморат. Исто така може да чувствуваат и сува кожа да имаат, цело време од тоа се чешање на кожата поради сувоста. И така да
Овие се главните причини што можеме да им кажеме на нашите гледачи. А оние што имаат хипотиреоза, можно ли е да се соочат со проблем како што е гушавост? Да, гушавоста е една друга форма. Исто настанува при пореметување на тироидните хормони, меѓутоа настанува и зголемување на тироидната жлезда, односно волуминозно се зголемува жлездата. Тоа настанува поради недостаток на јодот, кај ендемските подрачја. Ако има недостаток на јод, може да настане, пошто тироидната жлезда настојува да работи многу дополнително повеќе за да произведува тироксин и според тоа со текот на времето, токму поради таа хиперфункција настанува изголемување на тироидната жлезда. Исто така кај тие пациенти што закасниле многу со терапијата, односно имаат подолго време имале хипотироидизам, ама не земале терапија со години, со текот на времето настанува гушавост. Порано многу почесто се среќавало, пошто не се знаело за причината на гушавоста. Меѓутоа, последно време, веќе последниве 2-3 декади, веќе многу често се испитуваат тироидните хормони, дури и се прави и скрининг и за нормалната популација, здравата популација, и таму се откриваат, некои и пред симптомите да се јават, се открива дека се работи за хипотироидизам или претходна фаза на хипотироидизам, што викаме субклиничка форма, кога пациентите се уште немаат симптоми, меѓутоа лабораториски можеме да кажеме дека се работи за пореметување на тироидната функција. А зошто кај некои пациенти што имаат намалена функција на тироидната жлеза, на самиот почеток се соочуваат со симптоми на хиперпродукција од тироидната жлеза, велат срце биење, зголемен пулс, па дури притисок, а тоа не се очекува кога имаат намалена функција на тироидната жлеза. Напротив, треба да има забавена функција на срцето. Забавен пулс. Да, забавен пулс. Брадикардија. Да, имаме и со брадикардија, меѓутоа најчесто овие пациенти имаат и други коморбидитети. Значи имаат срцеви други заболувања, може да се работи за хипертензија или исхемични срцеви проблеми со крвните садови, пошто тие пациенти што имаат вакви коморбидитети, кај нив може обратно да имаат тахикардија или да користат срцеви лекарства за срце, тие кај нив може почесто да имаат тахикардија. И почесто пациентите, иако имаат хипотироидизам, се жалат од тахикардија, кога ние логично, кога почнуваме со терапија, со тироксин, со субституциона терапија, очекуваме тие да се забрза срцевиот ритам, меѓутоа кај нив обратно се нормализира срцевиот ритам. Меѓутоа исто ова се работи и за пациенти кои што живеат во подрачја кај што нема дефицит на јод. Односно јодот е во нормални количини, има во хранливите продукти, а кај тие пациенти што живеат во ендемски подрачја, кај што има намалување на количината на јодот во почвата, во водата или во другите продукти, таму може да има, како што рековте, ова намалување на пулсот на срцето. За да се испита функцијата на тироидната жлезда, всушност правите лабораториска анализа за количеството на хормонот една сосема друга жлезда, од хипофизата. Станува збор за тиростимулирачкиот хормон. Каков е тој хормон и зошто на таков начин се прави проценка за функцијата на тироидната жлезда? Значи, ендокрините жлезди, една од најголемите е тироидната жлезда. Тие сите жлезди ендокрини се поврзани еден со друг. Секоја жлезда при лачење на некој хормон, тој хормон влие на другата жлезда влие на третата и така има една оска кој што треба да се балансира и добро да се хармонизира функцијата на сите жлезди. Најчесто како диригент на сите тие жлезди е хипофизата, оно што се наоѓа во мозокот. Една мала жлезда е многу ситна, не се споредува со тироидната, каде помала жлезда е. Меѓутоа игра многу значајна улога. Тие хормони што се лачат од хипофизата, односно вршат контрола на долните жлезди, како што е тироидната жлезда, надбубрежната жлезда или панкреасот, така да кај некои пациенти може да има генетски пореметувања или конгенитални заболувања, кај што има намалување на функцијата на хипофизата, и намалување може да биде на целата хипофиза, односно питоитарна жлезда, кај што има недостаток на повеќе хормони, меѓу нив и тиреостимулирачкиот хормон, што врши контрола на тироидната жлезда, односно функцијата на тироидната жлезда.
Тие пациенти што имаат намалени количини на тиреостимулирачки хормон, односно ТСХ, кај нив се работи за централен хипотироидизам, викаме, односно секундарен хипотироидизам, кај што причината не е недостатокот на јодот или функцијата на тироидната жлезда, туку е недостаток на функцијата на хипофизата. Хипофизата лачи повеќе хормони, меѓу нив е и ТСА, односно тиреостимулирачкиот хормон. Со намалување на функцијата на хипофизата може да дојде до намалување на функцијата на тироидната жлезда. Истовремено некои други тумори на хипофизата или хиперфункција на други хормони во хипофизата може да супримира функцијата на ТСА, овој тиреостимулирачкиот хормон, односно секундарно да врши супресија на тој хормон и од сосема друга или трета причина да настане хипотироидизам кај пациентиве. И обично за скренинг на овие пациенти и за здравата популација секојаш се користи хормонот ТСА, не се користи Т4 и Т3, односно тироксинот, туку се користи тиреостимулирачкиот хормон. И кај тие пациенти што имаат пореметување во вредностите на овој хормон, тогаш се оди понатамо да се испитуваат други хормони, другите тироидни хормони Т4 и Т3, и ако треба и другите овие ендокрини жлезди да се испитат. Значи може да се нормални вредностите на хормоните на тироидната жлезда, но доколку ТСХ е покачено или пак е намалено, сепак се работи за проблем. Да, па таа е што претhodно ви напоменав, претходна фаза, претходна фаза е како субклиничка форма, кај што имаме нормални количини на тироксин, односно нормална функција на тироидната жлезда, меѓутоа пореметување на хипофизата, односно намалување на ТСА, супресија на ТСА или обратно зголемување, покачување на ТСА вредноста. Тогаш се работи за субклиничка форма, ако се зголемува ТСА, се работи за субклиничка форма на хипотироидизам и обратно, ако се намалува ТСА вредноста, се работи за субклиничка форма на хипертироидизам, односно хиперфункција на тироидната жлезда. Во тие случаи дел од пациентиве треба да примаат терапија, има различни индикации за терапија кај овие пациенти. Многу е важна возраста на пациентиве. Ако зборуваме стриктно сега за хипотироидизам, кај помлади пациенти ние почнуваме многу порано почнуваме со терапија. Колку треба да биде нормално ТСХ-то? ТСХ вредност кога ќе добиеме лабораториска анализа, не сега да се исти, негде велат до 2, на друго место до 4. Што е нормално? Значи, кај во репродуктивна фаза, кај жениве, обично сакаме да биде тоа под 4. ТСА вредноста. Меѓутоа имаме вредности, ова гри зона што викаме, од 4 до 10, кај што кај тие пациенти гледаме прво на возраст. Ако тие пациенти се над 65 годишна возраст, кај нив само се следува работава, односно се проверува за 3-4 месеци уште еднаш тироидните функции. Меѓутоа, ако е пациентот под 65 годишна возраст и ако има други коморбидити, а што се тие, например, кардиоваскуларни заболувања, ако имаат проблеми со други хормони, надбубрежни хормони, или ако имаат остеопороза, например, кај жениве постменопауза, кај нив можеме да почнеме порано со терапија. Меѓутоа, ако пациентот нема други коморбидити, само исклучиво пореметување на ТСА вредноста, чекаме до 10. Значи, до 10? Да, до 10 се чека. И после тоа се исследува пациентот на 3 месеци. Ако има случајно доаѓа до покачување на вредноста на ТСА над 10, тогаш обавезно се почнува со терапија. Исто така треба да се внимава и на тироидните антитела. Тие пациенти што имаат позитивни антитела, односно високи антитела на тироидната жлезда, и кај нив исто така се почнува терапија под 10 и да е ТСА вредноста. Меѓутоа, ако немаат тироидни антитела, тоа означува дека немаат подлога за автоимуна тироидна болест, кај нив се чека ТСА вредноста да надмине над 10. Ако надмине случајно, тогаш се почнува со терапија. Исто една друга популација што треба да се внимава, тие се трудниците и младите жени што планираат бременост. Кај нив ТСА вредноста треба да биде многу пониска. Зошто? Може ли да дојде до компликации во бременоста доколку вредноста на ТСХ, например, 10? Да, може да дојде, затоа што и самиот плод има потреба од тироиден хормон, а знаеме ние дека тироидната жлезда на фетусот почнува да функционира после 12 до 16 недела, гестацијска недела. До тогаш мора да има хормонот мора да зема од мајката.
Поради тоа, посебно првите 3 месеци од бременоста се многу значајни во текот на органификација, кога се формираат органите. Тогаш треба да имаме и се формира и мозокот кај детето. Кај нив обавезно треба да има нормални количини на тироксин, затоа што тироксините тој е основен темелен хормон што ги контролира создавањето и формирањето на сите органи во телото. Кога има недостаток на тироксин, посебно во првите 3 месеци од бременоста, може да дојде до конгенитални малформации кај децава, односно новороденчињата, посебно во формирањето на мозокот, односно во развивањето на мозочното ткиво, исто така во развивањето на срцевото ткиво, има тешки малформации може да имаат и затоа треба да биде внимателен и гинекологот и ендокринологот што го води пациентот. Затоа првите 3 месеци се многу важни и мора мајката да, ако има хипотироидизам и ако вредноста е над 2,5 ТСА вредноста, треба да користи хормон тироксин, односно да се направи субституција на тој хормон за да се нормализираат тие вредности. ТСА вредноста во текот на бременоста во сите триместри, значи 3 триместри имаме, првиот триместар, вториот и третиот треба. ТСА вредностите може да бидат различни. Најважната фаза е првиот триместар, првите 3 месеци, кога треба да биде под 2,5. Во вториот триместар може да биде до 3 ТСА вредноста, а во третиот триместар веќе може до 3,5 да биде ТСА вредноста. Меѓутоа, сите други вредности што се над 3,5 веќе треба да се третираат кога се работи за втори или трет триместар во бременоста. Што е со жените што сакаат да забременат и имале чести спонтани абортуси? Треба да направат испитување на вредностите на ТСХ и тироидните хормони? Да. Може тоа да е поврзано? Обавезно, да. Тоа е задолжително да се направи и тоа веќе го знаат и гинеколозите што ги водат пациентиве и тие хормони посебно кај гинеколозите кога одат во првиот преглед на пациентот се прават тие испитувања. Тироидните хормони се поврзани со репродуктивните хормони. При зголемување на вредноста на ТСА може да зголеми и вредноста на пролактинот во кај жената, односно пациентот. И самите зголемени нивоа на пролактинот може да наштети во овулацијата на кај жената и да спречува, односно да блокира да не настане овулација, да нема јајце за зачнување. И затоа овие хормони треба да се контролираат многу почесто. Ние секојаш им препорачуваме тие што имаат тироидни заболување, секој втор месец да се испитуваат вредноста на тироидните хормони. Тие што немаат, се со нормални тироидни вредности, можат во првиот преглед во текот на бременоста и после тоа пред породување. Може 2 пати е доволно. Меѓутоа, тие што имаат веќе заболување, кај нив мора секој втор месец да се испитуваат тироидни хормони. Покрај испитувањата на тироидните хормони, исто така, лекарскиот преглед вклучува и ехо на тироидната жлезда. Дали секогаш се забележуваат промени? Не секогаш се забележуваат промени. Има случаи кај што немаме промени во ехо наодот кај пациентот, меѓутоа имаат покачени вредности на тироидни антитела или лесно покачени вредности или намалени вредности на ТСА. На самиот почеток можно е да ехото на тироидната жлезда да биде нормално. Да. Во тој период треба многу по-често да се исследува пациентот, да се повика на контроли, најповеќе до 3 месеци да има контрола. Во случај да има пореметување, тогаш зависи од состојбата, се почнува со терапија. Меѓутоа, како што викате, секој пат не е паралелно ехо наодот со лабораторискиот наод. Има случаи кај што е паралелно и ехо наодот и лабораториските наоди се паралелни еден со друг и затоа треба и едниот и другиот преглед. Тие се неразделни прегледи, обавезно кај секој пациент и да нема тироидно заболување, кога доаѓа на преглед, барем еднаш годишно да се направи ехо на тироидна жлезда. Доколку пациентот има антитела, дали станува збор за автоимуна болест? Тоа е Хашимотова болест? Да. Секогаш се работи за тоа? Да, антитироидните антитела, тие се 2 вида на антитела има. Тие ако се позитивни, еден од нив или двете антитела ако се позитивни, кај нив можеме слободно да кажеме дека се работи за Хашимото, односно автоимун тироидит.
И најчестата причина е тоа. 90% кај жените што имаат хипотироидизам, 90% имаат и Hashimoto. Значи причината е Hashimoto, односно автоимуно нарушување на тироидните клетки, што лачат тироксин. Сега кај нив ќе се јават цисти и јазли? Дали антителата ќе нападнат жлездата и ќе создадат нападнуваат. проблем? На почетокот може да немаат, ама со текот на времето ќе се јават. Цисти може да имаат, јазли може да имаат. И тие што имаат позитивни антитела, ако имаат јазди, тие треба кај нив да бидеме многу повнимателни, пошто тие имаат многу поголем ризик за создавање на тироиден, за развивање на тироиден карцином. Кај тие пациенти во споредба со тие што немаат автоимун тироидит, а имаат јазди. Значи, двајца пациенти, ако има еден, ако е со автоимун тироидит, тој кај него треба многу повеќе да се внимава и многу порано треба да се направи пункција на тој јазок. За да се диагностицира порано ако се работи за тироиден карцином. Како се прави пункцијата? Тенкоиглена употребувате? Тенкоиглена, да. Тенкоиглена биопсија. Ја цела биопсија. содржина од јазолот? Да, ние обично цистата? сите препораки и на Европското здружение на тироидизам, на тироидеја во Европа и во Америка исто така препорачуваат најмалку секој јазол 3 пати да се боцка и да се зема материјал од 3 различни места од јазолот. И според тоа цитолошкиот наод се испитува цитолошки и според цитолошкиот наод се одредува дали се работи за карцином или дали има може и да биде во некоја гриз зона кај што треба пак цитологијата да се повтори за година или две кај пациентот. Обично кај нив за 2 години го повторуваме. Ја повторуваме пак тенкоиглената пункција и ако немало пред 2 години, може после 2 години да има тироиден карцином. Докторе, тука ќе направиме една кратка пауза, а веднаш по рекламите ќе ги вклучиме гледачите да постават прашање на оваа тема со оглед на честотата на нарушувањата на тироидната жлезда, односно на болестите на тироидната жлезда. Верувам, почитувани, дека ќе имате интерес да ги кажете своите прашања и дилеми и да добиете одговор на нив. Останете на Телма. Доктор Танер Хасан, специјалист по интерна, субспецијалист по ендокринологија од Градската општа болница 8 септември е во студиото на Телма. Разговараме на една многу актуелна тема, нарушување на функцијата на тироидната жлезда, а посебен акцент ставаме на Хашимотовата болест, односно што кога ќе се јават антителата, дали постои некаков начин да се намали нивниот број. Тоа ќе биде моето следно прашање, но пред тоа ќе му дадам предност на гледачот да го постави неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата и до докторот и би сакала нешто да прашам. Повелете. Дали го одобрува лекувањето на ТСХ покачено со млад зелен орев направен во ликер со мед и што е со лекувањето со селен? Така. Се работи за покачено ТСХ од 7,5. Дали тука треба да се оди веднаш со терапија со тироксин или може да се проба на овој природен начин? А дали имате покачени антитела? Не. Немате. Само ТСХ. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, доктор, ова се исклучително чести прашања на групите каде што се споделуваат искуства за болести со тироидната жлезда. Редовно има некаков рецепт од овој тип и има сега шеми на кои што пациентите одлучуваат да пијат. Да. Користат многу вакви додатоци пациентиве, меѓутоа тоа е добро. Сите тие хранливи продукти што ги наброи гледачката имаат концентрација, поголеми концентрации на јод, а истовремено и селен во својата содржина. Меѓутоа, ние не знаеме точно колку милиграми или микрограми содржат или колку храна внесува пациентот, а знаеме колку се потребите, дневните потреби за јод и за селен во организмот кај здрав човек. За јодот тоа изнесува 100-150 микрограми, кај трудници тоа е до 200 микрограми. За селен се знае дека дневната потреба е околу 55 до 60 микрограми. Сите тие дози што се над овие вредности може и обратно да наштетат на тироидната жлезда
И затоа треба да се води сметка. Прво треба, најглавно е да се провери дали стварно има недостаток во крвта или не. Може ли тоа да се провери? Може. Во различни лаборатории сега не е рутински тој преглед, пошто е скап преглед и сега во нашава држава се работи само за академски испитувања, односно студии кога работиме, пошто не е рутински преглед, меѓутоа низ светот има различни работи, сегде во светот може да се проверува. Посебно е лесно да се провери, например, јодот во урината, во 24 часовна урина може да се провери и тоа не е скапо испитување, меѓутоа треба време, 24 часа да се собери мокраче и после тоа да се направи испитувањето и после тоа да се види дали стварно има потреба од јод пациентот, дали се работи за дефицит на јод. Ако има, тогаш може да се почне. Меѓутоа, ова не е пракса и многу ретко се испитува и затоа директно почнуваат со терапија и временскиот период. Значи, ваква консумирање на вакви хранливи продукти треба да се направи, да се ограничува барем еден временски 3 месеци до 6 месеци, например, после тоа да се направи пауза, па после тоа, ако треба, после 3-4 месеци пак да се почне. Меѓутоа, континуирана терапија со години вака да се консумира со високи вредности и концентрации на јод и селен, ќе има повеќе штета отколку бенефит кај пациентите. Пред да го вклучам следниот гледач, би ве прашали за селенот. Што велите за неговата редовна употреба, бидејќи научните студии покажуваат дека воопшто не е наивна неговата примена. Да. Големи количини се токсични, предизвикуваат канцерогени заболувања. Да, точно така. Селенот, како што знаете вие, антиоксидант се, исто така имуномодулаторно дејство има, делува и на имуниот систем. Ако се зема во количини до 200 микрограми дневно и тоа во еден ограничен период. Ние секогаш кога почнуваме со терапија, субституција, препорачуваме од 3 до 6 месеци, не повеќе од тоа. Ако се користи прекумерно, подолги временски периоди може да предизвика и други, дури и малигни заболувања кај пациентиве. Посебно треба да се нагласи за од хранливите продукти, за бразилскиот орев, многу често се користи во нашава популација. Треба да знаеме дека едно оревче, бразилско оревче има во содржи околу 95 микрограми има јод. Ова селен. Дневната потреба е 55 до 60. Аха. Значи, само со едно оревче ние веќе надминуваме дневната потреба. Ако имаме позитивни антитела, тогаш дополнително уште 100 микрон, уште едно оревче може да препорачуваме, ама толку, не повеќе од тоа. Ние знаеме да ги земеме пред нас. Ние со шака ги јадеме и не водиме сметка за други работи. А плюс има и холестерол, многу има, високи концентрации на холестерол, може да дојде и до зголемување на липидниот пореметување на липидниот статус кај пациентиве. Обично тие што се на ваква исхрана, односно режим на исхрана, после неколку месеци доаѓаат со хиперлипидемии пациентиве и при земање на анамнеза од пациентот дознаваме дека во тој временски период јадел или конзумирал многу повеќе ореви, лешници и такви работи. Значи, исклучително внимателно пред се со бразилското оревче. Да се зема во одредена доза, не повеќе од тоа и по препорака на доктор. Ајде да го слушнеме следното прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот и до воителката. Ви благодарам. Доктор, јас имам проблем со тироидната жлеза и хипо. Примам лекови од 75 4 дена, 3 дена од 50 мг епирок. Меѓутоа, имам и доста јазли. Имам 2 пати правено пункција и кажуваат дека уретама ве 2-3 години више немам правена пункција. Докторката ме вика сега имаш многу повеќе јазли, мали, ја имам 74 години, вика, ама со возраста мислам дека не се страшни, бе оев на 6 месеци на контрола, сега на година, момент и да ве прашам само за исхраната. Некои не ми дозволуват, што прашам овие нутриционисти, но и нутриционисти не смеат да јадат, да консумирате зелка и се што е во така има цела листа на продукти. Броколи, леки и слично. Ленено семе, кикирики и ред други работи, вие подобро знаете, да ми објасните што треба и како треба. Така, ви благодарам за ова убаво прашање, ви благодарам за вклучувањето во денешната Телма амбуланта. Треба ли да се прават
Вакви рестрикции во исхраната ќе се подобри ли функцијата на тироидната жлеза ако се изфрли цела лепеза од продукти? Нема потреба, значи нема некоја специфична терапија, односно диета, што е насочено само за тироидната жлезда или за некоја друга било која жлезда. Ние сепак треба да ги конзумираме овие работи, овие хранливи продукти, меѓутоа во ограничени дози. Значи треба да водиме сметка колку јадеме. Ако зелката не чини, како што вика пациенткава, не треба зелката секој ден да се јаде. Еден ден во неделата ако јадеш, нема ништо да наштети тоа. Так. Посебно црвената зелка, кај што има поголема количина на јод, тие се препорачува, меѓутоа тоа треба во ограничени дози да се земаат. Значи умерено. Значи, ако не претеруваме, можеме сите овие хранливи продукти да ги користиме, меѓутоа во ограничени количини. Докторе, постои лек за да се намалат антителата? Да се намала специфичен лек за антителата немаме. И обично секојаш сите водичи во светот, научни истражувања покажуваат дека антителата имаат важност само во дијагнозата на дали се работи за автоимуна болест или не. Значи еднаш ќе се провери кај пациентот, ако има позитивни антитела, тој цел живот ќе има позитивни антитела. Може сами од себе да се намала, да се изгубат? Нема тоа, не се може вредноста да биде некојаш 100, например, некогаш 300, некогаш 500, да се менуваат тие вредности. Ама еднаш ако е позитивен, тој пак да се врати да биде во нормални граници, не може. Немаме таков случај. И затоа се препорачува само за скрининг. Иначе во однос на терапијата, антителата немаат некое значење, пошто и да има антитела позитивни и да нема, ако има тироидно пореметување, односно пореметени тироидни хормони, терапијата е иста. Значи во терапија нема никакво значење, не се разликува, немаме друга, ако има пациентот позитивен антитела, да имаме некоја посебна друга терапија, немаме. Обично се препорачува, меѓутоа не е тоа задолжително, селен и цинкот се препорачува кај овие пациенти и некои студии, има и метаанализи, има многу такви студии кои што покажуваат дека доаѓа до намалување на антителата, меѓутоа тие намалувањето на антителата најчесто се среќава во првите 3 месеци од терапијата со селен или со додаток на цинк. После тоа пак почнуваат да растат, да се зголемат и затоа од време на време најдобро е да се провери. Ако има недостаток на селен, да се користи. Ако нема недостаток на селен, може да се користи ама во мали количини, од 100 до 200 микрограми во одреден временски период, најчесто од 3 до 6 месеци, не повеќе. Голем дел од пациентите што имаат покачени антитела се одлучуваат да применуваат безглутенска исхрана. Барем пробуваат на почеток. Да. Има тој ефект? Па тие се поврзани, сите автоимуни болести се поврзани еден со друг. Така да, ако имаме една автоимуна болест, може со текот на времето да се појави и друга автоимуна болест. Например, тип 1 диабетесот, автоимуна болест, се работи за создавање, развивање на овие антитела на панкреас, на инсулинските островчиња и на инсулинот. Тие пациенти со текот на времето многу често имаат и автоимун тироидит. Исто така може да се работи и за недостаток на B12 витаминот поради стварање на антитела на мукозата на желудникот, кај што се абсорбира витамин B12. Има витилигото исто така на кожата, исто е автоимуна болест. Сите овие кај некои пациенти има повеќе, една болест, 2-3 има, може да има, кај некого само една болест може да има, а со текот на времето, ако го следиме цел живот пациентот, може да се развиваат и други автоимуни болести. И затоа за антителата специфично некоја терапија нема. Меѓутоа, безглутенската диета може да има бенефит, пошто ги намалуваме, значи имуната реакција се намалува во организмот. Штом се намалува, се претпоставува дека со таа реакција може и да се намали и несаканата реакција кон тироидните клетки што лачат тироксин и затоа можно е да се пробува. Така да се проба доколку има ефект, ама задолжително во научните водичи наши не се препорачува. Имаме гледач, да му дадеме предност. Добар ден за него. Ало? Добар ден, ве слушаме во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. И го прашал докторот каква е корелацијата меѓу хипер и хипотироксин лачење со низок притисок, да речеме кај особа од над 50 до 70 години, 110, 115, 70, 100 со 60.
Дали има корелација со тироксинот, хипер или хипо? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Дали тироидните хормони влијаат Да, на може притисокот? да влијаат на тензијата на крвниот притисок. Обично знаеме дека крвниот притисок 90% е на генетска основа, кај 10% од пациентите можеме да најдеме некоја друга причина, секундарна причина. Една од тие причини е и тироидното заболување. Кај нив, ако и се работи за хипотироидизам, може да има хипотензија пациентот, да се намали крвниот притисок. И обратно во хипертироидизам, кај што има прекумерно лачење на тироидниот хормон, да се покачи крвниот притисок. И обично кај овие пациенти што имаат хипертироидизам, кај нив и систолниот и диастолниот притисок се зголемуваат и затоа разликата меѓу систолниот и диастолниот притисок се намалува. Обично имаат околу 140, 150, 160, со 100 или со 90 тука негде. И од тоа можеме и некојаш да се сомневаме дали се работи за тироидна заболување или не кај пациентиве. Кога на пациентите ќе им препишете заменски лек за тироидните хормони, дали е тешко да се одреди дозата? Тешко не е да се одреди дозата, меѓутоа треба да се води сметка дали се работи за млад човек или за возрасен пациент. Кај млади одиме поагресивно, даваме поголеми дози, повисоки дози. Кај возрастната популација даваме пониска доза или почнуваме со ниска, па постепено растеме, зголемуваме дозата според потребите на пациентот. Истовремено треба да се води сметка дали има кардиоваскуларна болест пациентот. Тие што имаат срцеви заболувања, кај нив треба многу повнимателно да се почне со терапија, односно со пониска доза на тироксин и после тоа постепено да се покачи, а тоа постепено е на 4 недели. Значи еднаш месечно да се провери, па пак да се зголеми ако има потреба. Додека кај млади луѓе и посебно во репродуктивна фаза, кај млади жени кои што планираат бременост, кај нив можеме слободно да почнеме со повисоки дози. И обично формулата е 1,6 микрограм на килограм. Значи ако се работи за 100 килограми или 70 килограми некој пациент, отприлика според килограмите дозата ќе дојде околу 100 или 110 микрограми дневна доза. Обично така почнуваме. Ама ако е за возрастна популација, ако се работи за некој пациент или со срцеви заболувања, кај нив почнуваме со најмала доза. Например, со 25 се почнува, таа е најмала доза на тироксинот, 25 микрограми и постепено ја покачуваме. Да, титрираме доза. Имаме уште еден гледач. Добар ден за него, ќе го замолам што поконцизно да биде поставено прашањето во интерес на времето. Повелете. Добар ден. Уште една шанса за гледачот, еве. Добар ден. Јас ќе продолжам, докторе, со моите прашања, доколку гледачот се јави повторно, ќе му дадеме можност да го постави прашањето. Кога пациент ќе почне да прима заменски хормон за тироидната жлеза, дали тоа ќе трае доживотно? Може ли во текот на животот да се нормализира состојбата само од себе и терапијата да биде прекината? Штом има потреба еднаш, ако се работи за хипотироидизам, тогаш таа терапија е доживотна терапија, пошто функцијата кога се губи таа функција, многу ретко нема таков случај во литература да се вратиме на нормален живот или да нема потреба од терапија. Тогаш, ако имаме таков пациент, сигурно има некоја грешка во диагнозата, да не е хипотироидизам, да е некоја преодна фаза меѓу хипер во хипо или обратно од хипо во хипер. Може така да се случи некојаш. Меѓутоа, тие пациенти што имаат хипертироидизам, кај нив терапијата не е доживотна, кај нив користиме терапија едно одредено време, година, 2-3 години и после тоа се прекинува терапијата. А во хипотироидизам тоа не е случај, мораме терапијата да ја продолжиме доживотно. А што е со новиот и стариот лек кој што се користи кај оние пациенти кои што имаат намалена функција на тироидна жлеза? Дали е ист? Постоеше голема дилема. Да, тироксинот исти е, хормонот е во стварност е истиот хормон, се работи за Т4, односно тироксинот. Во новата формулација само има промена во некои во синџирот на аминокиселините. Дел од тие аминокиселини некои се исклучени од тој синџир, како што е, например, глутенот. Кај нив во новата формулација не содржи глутен, тироксинот. И затоа се препорачува сега најново, само тоа се употребува кај пациентиве. Веќе од старата формулација немаме лекови.
се истрошени веќе и не се произведуваат, само со нова формулација одиме. Разликата е само во синџер, односно во количината на аминокиселините. Една аминокиселината е сменета со друг, за да нема имунореакција, да се намали имунореакцијата во организмот. Може ли заменскиот хормон да создаде некакви проблеми? Може да создаде ако има кардиоваскуларни проблеми пациентот, например ако има аритмии, проблеми со ритамот на срцето, ние кога почнуваме со терапија, затоа треба многу внимателно да се titrира дозата кај пациентот, можеме да провоцираме уште повеќе поголеми аритмии кај пациентот. Ако е во синус ритам, да има пореметување во ритамот на срцето. Тоа се многу слободно може да се види и во ЕКГ наодот на пациентот. Исто така може да провоцираме кај жениве во повозрасна популација што имаат остеопороза, пошто знаеме дека тироксинот провоцира остеопороза, односно пошто се зголемува метаболизмот, се забрзува. Да, и се забрзува и метаболизмот на коскеното ткиво. Сите тие коскени клетки многу повеќе работат и вршат ресорпција на коскеното ткиво. И затоа кај нив треба да се внимава и да се користи само најмалата потребна доза, што е за одржување во нормални количини на тироидните хормони. Не треба да се оди со високи дози као овие пациенти. Обично овие добро се толерира, да. Се толерира. А што доколку пациентот е во хипо, но се предозира со лекот и отиде во хипер, може ли тоа да се случи? Што преземате во тие моменти? Треба понатаму пациентот да прима терапија, треба да ја прекине, како изгледа тоа? Тоа се вика во клинички услови, можеме да кажеме дека се работи за јатроген хипертироидизам. Значи, поради погрешно користење на дозата на тироксинот, од хипо може пациентот да оди во хипертироидизам. Штом ќе се примети дека се работи за јатроген хипертироидизам, значи поради користење на поголеми количини на тироксин, одма се прекинува терапијата, се прави пауза и пациентот се контролира за месец, за 2, за 3 месеци. Како тоа пациентот може го забележи? Има Одма доаѓаат со обратни, да, со различни симптоми. Значи ако имале на пример брадикардија, намален пулс, сега ќе имаат тахикардија. Ако се чувствувале замор, умор, малакса на цело, сега да полни со енергија, може да се жалат од потење, прекумерно потење исто така, кои што имале сува кожа предходно, а сега обратно да се жалат од потење пациентиве, опаѓање на коса исто така, или пролонгирање на менструалните циклуси кај пациентиве, кај жениве. Кај нив одма треба да се провери нивото на ТСА и да се види дозата дали е прекорачена или не. Колку често препорачувате да се прават контроли кај оние пациенти кои што се на терапија, кои што имаат антитела или пак некаква промена на тироидната жлезда, јазол? Да, во два последователни прегледи, ако имаат нормални вредности на тироидни хормони, на 6 месеци е доволно. Значи 2 пати годишно. А ако имаат пореметување или уште не е нормализирани, не се хормониве, тогаш на 3 месеци, штом ќе се постигне нормална функција, после тоа на 6 месеци е доволно. Значи 6 месеци редовна контрола. Да, редовна контрола на тироидни хормони, а еднаш годишно ехо на... Да. Ви благодарам за вашето гостување во денешната Телма амбуланта и деталното појаснување на многу аспекти поврзани со болестите на тироидната жлезда, кои што се исклучително чести. Ви благодарам многу и за можноста. Почитувани доктор Танер Хасан, интернист ендокринолог во Градската општа болница 8 септември, беше нашиот денешен гостин во Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што и денеска не следевте. Се гледаме секој работен ден, точно во 12:50 на Телма. Пријатно!